Според подрачното одделение на Министерството за земјоделство во Прилеп се очекува за реколтата 2025 да има зголемено градинарско производство за 5 до 10% во општините Прилеп, Долнен и Кривогаштани. Тоа пред се должело на минатогодишната добра цена на пиперката и големите количини кои што се продале, а се очекува и годинава цената на пиперката да биде иста како и лани. Затоа дека земјоделството е се уште посакувана дејност во овој крај, зборува и фактот што овој регион бил на прво место по издадено државно земјоделско земјиште под концесија. Интересот за земјоделско производство во Прилеп, во Прилепскиот регион е се уште добар. Тоа ни го покажува и фактот што на последните неколку огласи, вклучително и последниот повик кој што го имавме за државно земјиште до 3 хектари, во Прилепскиот регион пристигнаја имаше 300 апликации, од кои што за 250 Министерството веќе склучи договор. Станува збор за отприлика 500 до 600 хектари само на последниот повик. Од друга страна пак, според агрономите, ние сме увозно зависна земја за храна, без добра земјоделска стратегија и затоа нашите граѓани јадат скап зеленчук и овошје. Според нив, земјоделството воопшто не е гранка во Македонија, која што се развива и напредува. Ние сме увозно зависни со 80% од храната што ја јадеме. Тоа значи дека оттаму од каде што увезуваме, државите извозници на храна ги диктираат цените, а кога како држава не сте производител, значи вие зависите и морате да купите по цената која оној што извезува ќе ја даде. Ако се знае фактот дека од 127.000 производители на земјоделски производи во 2014, бројката паднала на 62.000 во 2024, тоа е повеќе од половина намален број на земјоделски производители. За подобар земјоделски развој и производство на повеќе храна, потребна е далеку подобра стратегија и мерки. За Сител Дарко Штарговски.